Незаборавна авантура на 8-то издание на Охрид Ултра Трейл на крајот од месец мај во прекрасниот Охрид. Запаметете го датумот кој што ќе го кажат нашите денешни гости. Во Македонија наутро зборуваме со Рафаел Дудевски, координатор на целна линија, и Игор Јовановски, директор на трката. Добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Благодарам за поканата. Добро ве најдовме. 8-о издание на овој прекрасен настан кој што ќе се случува во Охрид. Ајде за почеток, што е Охрид Ултра Трейл? Планинска трка која што се одржува од 2019 година, значи ги опфаќа најубавите предели на Национален парк Галичица и нели нашиот Охрид. Составена е од 5 планински трки, значи имаме дистанции од 105 км, 65, 42, 21 и 10 километри. 10 километарската дистанца е дополнително има можност да биде, има опција да биде и за јуниори. Значи таму таргетираме и да привлечеме нови млади тркачи кои што се од 13 до 18 години. Значи имаме практично дистанци за сите психофизички капацитети. Луѓе кои што едноставно сакаат да дојдат и да се предизвикаат себе си, да ја видат убавината на Охрид и на регионот, на националниот парк и така да си поминат убаво неколку дена. 40 земји се најавени свој учество. Да, скоро секоја година имаме над 40 представници од над 40 држави. Сега тие се различно дисперзирани. Оваа година имаме многу голем интерес од Турција. Имаме од тие 900 севкупно 150 се од Турција или 160. Потоа тука се меѓу првите се секојаш Косово, Србија. Има доста пољаци, чеси доаѓаат, французи, американци има. Така, шарена е листата. Шпанци имаме тројца и така, нормално македонци се најмногу пријавени, околу 370, 400, 520, 230 се у суштина од страна. Значи околу 900 пријавени. Да. Чекаме да видиме, само да ги преброиме уште јуниорите, они се на посебна листа. Тие се најчесто локални деца од локалните школи, а меѓутоа некогаш има и овие родители што доаѓаат да трчаат, па ако имаат некое дете од таа возраст го пуштаат на десетката. Само да си трчат. Должината, кои категории, по што ги делите, односно како се поделени трките? Освен рековме по должината. Должината е основна, нели, категоризација и внатре има неколку возрастни категории, кои што се, ајде да речам, 5 категории у суштина, U23, под 40, под 50 и над 50. Значи практично така некако се поделени, така да тоа е тоа. Сите трки се поставени, односно се организирани според највисоки медицински и безбедносни стандарди? Да, апсолутно. Значи секоја година имаме одлична соработка со Планинска спасителна служба, со Црвен крст од Охрид, со сите други, значи сите други сектори, да речам, што се многу важни за обезбедување на настанот и можам да кажам дека до сега сме имале одлична соработка, ангажираме професионален метеоролог кој што ни ја прави анализата денови претходно и со тоа имаме добар увид, значи како ќе биде прогнозата, добро сме распоредени на терен со овие субјекти што ги кажав, значи и едноставно за да овозможиме најбезбедна, што е можно најбезбедно. Секогаш тоа е огромна површина што некогаш и тешко е да се обезбеди. Учесниците сами по себе треба да бидат максимално внимателни и да си помагаат, значи тоа е основното правило, а наша работа е да овој дел да го обезбедиме во другиот, во нашите можности. Ке се трча меѓу облаци, планини, езера, каде се? Да објаснеме за гледачите. Облаците се на секаде низ нашата држава, меѓутоа особено во Охрид. Значи не треба трошиме многу зборови за Охрид, да знаеме дека Охрид е нашиот најголем бисер, така да ние пробуваме со оваа трка да направиме не само викенд трка, или како што обично се прави, туку да има возможност на сите наши учесници и нивните придружници, бидејќи секогаш учесниците неретко доаѓаат и со по некој придружник, да има возможност едно целокупно искуство и да нормално се заменат од таму со преубави спомени. Ова е 8 година поред. Чувствувате ли промени во организацијата? Предпоставам дека сигурно се случува тоа. Меѓутоа, кои се очекувањата од
од година. Апсолутно, мораме само да додадеме дека ние сме да ги поздравиме и останатиот дел од екипата, покрај мене Игор, тука се Мите, Александар и Ристо. Ние сме оние 5 луѓе, тие не се локалци таму, без нив ништо, нели нормално. И секој од нас се работи нели друга работа. Ова го правиме нели од љубов према природата, према спортот и така натаму. И на вашето прашање одговорам апсолутно, веќе со 900 тркачи мораме посериозно повеќе да размислуваме, да го прошируваме тој тим и така натаму. И исто така голема благодарност до нашите волонтери кои што секоја година ни помагаат. Лани имавме околу 70 волонтери, оваа година ќе ни требаат сигурно нешто повеќе, така да ви отворим повик до сите кои што ја пратат вашата емисија, да слободно може да се пријават, ги чек интересна авантура, така да, организацијата расте и дај може да е така. Почеток, така, вие сте од самиот почеток. Јас сум прилично малку подоцна, Игор е од... Да, јас сум од старт. Од старт и меѓу основачот на трката. Има ли посебни правила за учество? Посебни правила, секако, значи ние ги во првата страна од правилата што практично нели како договор што се меѓу организацијата и учесниците пишува дека тие мора прво добро да се запознаени со на што се нафаќаат. Значи не може едноставно некој да дојде на 100 километри трка, тоа планинска, да едноставно без никаков тренинг и искуства да дојде и да, мислам, имало такви некогаш пробувале, меѓутоа едноставно е прилично тешко и захтевно и комплицирано, така да би требало да бидат добро запознаени на што се нафаќаат и треба да бидат меѓу првите точки било каде што одиме ние на ваков тип на трки, секогаш има, значи треба да сме полуавтономни, значи тоа се од инсертивите кои што не ги испративте, да, значи, да видат гледачите за што станува збор. Ние како организација им обезбедуваме контролни точки на X километри, 10, 20, 10, 15, 20, да речеме. Не се на 20, на 15 е максимум. Меѓутоа тие 15 километри, да речеме, некогаш можат за некој човек да бидат и 3, 4, 5 сати. И сега во тој простор човекот, планинскиот тркач мора да биде комплетно малтене самостоен. Значи мора да може да одржи своето движење за да не изгуби телесната температура, мора да има соодветна опрема и мора да има соодветни калории, мислам, дополнителни што може да ги искористи, течности. Соодветна опрема, не дај Боже, ако залади, заврне и така натаму, и плюс задолжително мора да има комуникација. Значи, Оно што е интересно е ноќните трки, можеби е најинтересен дел. Дали тоа најголем предизвик за оние кои што се пријавени? Па секогаш е интересна ноќта, значи специфична е, тука стартуваат, значи до сега сме имали ние секоја година околу 70 тркачи на 100 километри и они стартуваат во 11 часот. И тоа е така наместено за да едноставно да завршат генерално поголемиот дел другиот ден во ден. Значи да не, иако има и што фаќаат и втора ноќ практично, делот тркачи кои што се најспори, меѓутоа значи 24 часа е лимитот кај што може да го искористат, да го за да ја завршат таа 100 километарска трка. Чисто за паралела, првиот ни има за 12,5 сати завршено, значи за упола од тоа време стига првиот. Првото машко. Така да ноќта е интересна и секогаш е предизвик, они генерално гледаат да се групираат, да си направат некои мини групи кои што движат. Во првиот дел на нашава трка се поминува стариот град и веднаш после ривиерата малце од Кејот се упатуваат кон од Кај Рача, се упатуваат Шипок, Новелистово, Горно Конјско и практично одат долниот, понискиот дел од планината, меѓутоа одат и во срцето на планината кај што има и дивеч и така натаму. Така да е прилично интересно. Значи има откажување тука, веројатно затоа што да, се откажете морате пак да одите назад патот. Да, познати сме по генерално по големата упорност како карактери, тоа е она што всушност ваквите трки и настани значи го ставаат човекот во таков предизвик за да едноставно да може да издржи огромни... Ментална треба да има ментална сериозна подготовка и физичка, меѓутоа за оваа посебна за 100. Да, и волја едноставно да не... Да. Но меѓутоа ја мислам дека тоа се доаѓа од
самата природа, која што едноставно ја дава таа целокупна енергија на максимално ниво во текот на настанот и покрај тоа што има некојаш падови, многу лесно со мал одмор, со малку храна и така натаму се враќаме во нормала и секој може да понатаму да продолжи да избутка уште една контролна и контролна по контролна стигаш до имате финиш. некаква ситуација која е низ годините, 8 години веќе е сериозна бројка, нешто што останало како анекдота, интересна некоја ситуација. Наш тркач кој што беше меѓу првите, мислам прв беше тогаш и тоа баш во ноќниот дел, Иван Радев се вика оној од Штип, се тркаше со словенецот, со Иви Храстовец, да, мислам дека таа година и он потегнал на тој делот кај што е Битолски пат, кој што е практично еден од најдивите делови на планината, значи тоа е на стариот, на Стара Галичица, и му искочи мечка. Му искочена мечка на прилично мислам кратка должина. И му има сржано, затоа што е во сред ноќ со челна лампа, он сигурно има исплашено. Така да тоа беше, мислам, се срекно заврши, мечка да избегала, Иван избегал. Сакам да прашам, дали помладите генерации се заинтересирани? Дали дечињата можеби се интересираат? Можеби ова преголем предизвик за нив, меѓутоа верувам дека кога веќе 8 година поред сте успешни и тие би сакале на некој начин да бидат вклучени. Секој детенце, да кажеме, нели сака природа, сака спорт, без разлика дали е машко или женско, и заради тоа ние најмногу ја правиме и јуниорската трка и нема никош да се откажеме од таа. Инаку јуниорската трка започна како пилот проект, пилот Еразмус проект. Ние бевме повикани таму да учествуваме како партнери заедно со нашите пријатели од Србија и Словенија, и така да наша обврска беше тука да направиме таа јуниорска трка и понатаму рековме да треба да правиме ова цело време. Апсолутно е бесплатно за сите. Апсолутно е бесплатно за сите. Се разбира дека има интерес, на сите дечини им интересно. Финишот е на самиот плоштад, така да секој што ќе помине се интересира, гледа. Сето тоа им е интересно на дечињата. Во овие неколку години се соочуваме со еден друг предизвик, а тоа е најмногу да ги донесеме тие дечиња кај нас, бидејќи сепак зборуваме за деца кои што се од 13 до 17-18 годишна возраст и сепак тие треба да дојдат со родител треба да одвои време, финансии за да го донесе на таа трка, така да работиме во моментов на неколку веќе проекти постоечки, се со цел што повеќе дечиња да привлечеме, да се запознаат само се запознаат доволно, а понатаму дали ќе положат или не да трчат, тоа се нели се разбира нивно, меѓутоа сакаме да вклучиме што повеќе од целата држава. Поддршка имате од првиот човек на општина Охрид, Кирил Пацаков? Да, апсолутно. Општина ни е патрон, мислам, на настанот и не поддржува секоја година во сите, мислам, сфери потреби кај што имаме нели потреби, тоа е тоа. Директор, една порака за крај. Сакајте ја природата и отидете, пробајте да спортувате во нејза, мислам дека тоа е еден од најубавите начини да рекреирате. Преживувањето е завршено? Да, завршено е доста, е 900 тркачи имаме доста. И убава порака се разбира испративте и до најмладите, затоа што од таму почнува се и да им биде оваа трка за крај на месец мај, нели поттик да бидат уште поуспешни спортисти, се разбира. Така ги очекуваме, така да. Да. И не само отворена покана до сите кои што гледат емисијата да дојдат, значи ова не е само трка за да се истрчат, ова е целокупен настан, авантура, правиме и експо, секојаш традиционално веќе трета година трката отвараме и со нашето експо која се одржува, односно нели сајам. Не е класичен сајам, нели синонимот експо го користиме интернационално прифатливо, таму почнува се, значи покана петок 22 настан започнува во села Билјана и Низвор и продолжува на плоштад и завршува со забава на Причина плюс да се посети убавиот Охрид. Ви благодариме многу што бевте дел од Македонија научи. Се гледаме во Охрид. Уште долги години. Благодариме. Така е, апсолутно. На тргот.